Здраво на сите. И овој викенд продолжуваме со листа за 300. Повторно имаме 4 надпреварувачи поделени во 2 надпреварувачки пара кои што ќе се надпреваруваат за главната награда која може да биде и 300 евра. Па не должам повеќе да ги запознаеме. Едниот пар не веќе добро познат, тоа се победниците од минатото издание на нашиот квиз, односно денешните домаќини Михаел и Марио. Повелете. Здраво, како сте? Здраво, супер. Расположени денеска со уште една партија. Листа за 300. Како завршивме минатиот пат? Минатиот пат 300 евра земав. 300 евра. Значи, како што реков, максималната сума ја земавте. Денеска за повторно, ако сакате да освоите истата сума, ќе треба повторно да ги елиминирате вашите противници. Нов надпреварувачки пар ви доаѓа од Битола, ако не се лажам. Ќе биде интересно. Дерби имаме денеска. Ќе видиме повторно домаќини, да не сакате нешто да додадете. Да ги поздравиме сите што не гледате, што не ги поздравивме минатите 3 емисии. Ај се, идеме по списокот, кои сте тие? Прво од девојка ми Матеја. Заболим од девојката и Матеја да загледам. 3 пати да поздравиш, 3 емисии поред. Уште една здравје ако... Гледам парите кај ќе. Гледам парите за кого се сега од листа за 300. Продолжи, извини што те прекинав. Не, па тоа, сите што не гледаат. И си достават. Така е. Ништо. И денеска со среќа почнуваме од ново, ама вие сте си повторно домаќини, што значи ваша е домаќинската кабина. Повелете. А за да продолжиме понатаму, секако треба да ги запознаеме и нивните противници. Веќе подготвени чекаат да бидат повикани, па да не им го одзимам времето. Добре дојдовте, Николче и Даниел. Здраво. Како сте? Супер, одлично. Не погрешив кога кажав од Битола, така? Така, точно. Викам, чекај да нутнав нешто работата. Да не излезе прилипчени. Позна с краја, како сте? Одлично. Расположени за денеска за игра? Да. Супер. Ги гледате противниците, веќе неколку пати во низа успеа да излезат како победници, зема убава сума на пари, што значи ќе имате тешка задача. Се надеваме. Се надевате? Се надеваме. Го, ми се допадна, супер. Да не сакате да додадете нешто, да поздравите некој? Тоа е поздрав сите што не гледате. До семејството, до блиските, сите гледачи на квизот. Да, пази да не заборавите некој. Па се надеваме. Билја направија противници ваши заборавили тоа многу важна личност. Цела Македонија и пошироката јавност. Чиста работа. Сите ќе ги поздравиме и тоа е тоа. Готово. Ако сте подготвени, да не ви го одзимам времето, почувате како предизвикувачи, да видиме до каде ќе стигнете. Повелете во вашата кабина. Ајде. Нашите надпреварувачи се во нивните надпреварувачки кабини. Сега останува на нас да ги провериме истите, дали функционираат како што треба, за да продолжиме понатаму без никакви проблеми. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домаќините. Николче и Даниел, дали се слушаме? Одлично. Да. Немаме никакви пречки, така? Не. Во продолжение, ако имаме некаков технички проблем, веднаш да ми кажете, и ако нешто не ме слушнете или пак не ме разберете, не ви е јасно нешто, да ме прашате. Договорено? За да немаме некоја грешка несакана. Сега ќе исклучиме и вашата кабина да провериме кабината и на домаќините. Михаел, Марио, како сте? Одлично. Супер. Добро се слушаме? Да, одлично. За вас не треба да повторувам, знаете како оди целата работа. Па може ли да почнеме? Може. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини. Што значи сега може да започнеме, а како и секогаш така и денеска започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: зборови на 6 букви што почнуваат со буквата Т како тетово. Бараме зборови од точно 6 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат на буквата Т, без оглед дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Секој збор можете да го кажете само во еднина, само во еден род и без членување. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании, народи и слично. Михаел и Марио, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Николче и Даниел, дали ни е јасна темата? Јас уште една сепак за секој случај ќе повторам дека бараме зборови кои почнуваат на буквата Т, но не заборавајте, треба да бидат од точно 6 букви. Не го заборавајте тоа.
Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска таа улога им припадна на Николче и Даниел. Затоа ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Николче и Даниел, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 5. Започнуваме со 5. 10. 10. 11. 11. Колку? 11. 12. Едно повеќе 12. 13. 13. 14. 14. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. Нека одговарат. Или? Нека одговарат. Одговарат. Ајде да видиме. Михел и Марио, застанавме на 20 и вашите противници, односно предизвикувачите, се решија да ви дадат шанса вие да го отворите резултатот. Дали во ваша полза или нивна, ќе видиме. 20 празни полиња, што значи ни треба 20 точни одговори за да го освоиме првиот поен. Бараме зборови на 6 букви што почнуваат на буквата Т. Кога ќе видите подготвени, започнете. Триење. Триење. Така е. Топење. Топење. Така е. Кажи. Товење. Товење. Така е. Тажење. Тажење. Така е. Терање. Терање. Терање, точен одговор. Уште 15. Тонење. Тонење. Така е. Тандем. Тандем. Тандемот Михел и Марио. До уште еден точен одговор. Турка. Може. Туркач. Туркач. Да пробаме. Туркач. И туркач, точен одговор. Не. Топола. Топола. Се сега кога тргнавте. Од топлина до топола стигнавме. Тегови. Тегови. Абе, тегоба. Пардон, тегова. Тегова. Добро, на време. Само едни. Добро, Тегова. Точен одговор. Дали имаме кажано тежина? Тежина не. Тежина. Тежина. Да. И тоа е точен одговор. Танчер. 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 Така е. Тестер. Тестер. Тестер, точен одговор.
Талкач. Талкач. Така е. Термин. Термин. Мој термин. Да не ти притребал. Да. Така е, точен одговор. Уште 5. Само и ќе мора да побрзаме веќе. Тугина. Тугина. Четири. Тампон. Тампон. Така е. Тумачи. Тумачи. Како глагол. Тумачи. Марио Михел, малце фалеше да го земеме првиот поен, но многу ми е жал, тумачи нема во македонскиот јазик, толкувачи или толкување на македонски. Тумачење е србизам кој што за жал ете го нема во македонскиот речник. Добри бевте, кажавме 17, уште 3 ни остана и верувам според тоа што ве слушав, што зборувавте меѓусебно дека ќе ги кажевте и останатите, но тоа е што е. Имаме уште една лицитација, сте биле во ваква ситуација. Знаете како е, сте се вратиле, нема што да се плашите, но бидете внимателни. Николчи Даниел, честитки за првиот достоен поен во денешното издание на Листа за 300. Пресековте кога треба за да не ме наместат, ви текнава зборчиње други сега откако почна целата работа? Само две. Не, трчање, тегови, така нешто. Да, добро. Како и да е, првиот поен се кај вас, но бидете внимателни, како што реков, имам уште една лицитација, се може да се промени. Ајде се да прочитам уште некое зборче на 6 букви кои што почнува на буквата Т и да продолжиме понатаму. Тука имаме табела, табијат, тајкун, тајфун, потоа тапија, тараба, тарана, тенеке, тенија, теолог, тепање, термин, добро го кажавме, термит, тетреп, тимпан, тимски, тиркис, ткаење, тоалет, товара, турист и така натаму. Резултатот е 1-0 во корист на Николче и Даниел, но како што реков имаме уште една лицитација која што ќе одлучи дали ќе играме пенали или пак Николче и Даниел ќе ми се придружат тука на главната сцена. Па да не должам повеќе. Темата за втората лицитација гласи: најдобрите 80 кошаркарски репрезентации на светот според листата на ФИБА. Извор, сајтот на ФИБА. Ги бараме кошаркарските репрезентации од целиот свет кои се на првите 80 места на најновата ФИБА ранг листа од март оваа година. Сега морам да ви објаснам, значи бараме репрезентации, не држави. Михел и Марио, дали не е јасна темата? Николчи и Даниел, дали не е јасна темата? Супер, знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се Михаел и Марио. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на предизвикувачите, а Михаел и Марио, која ќе имате понуда, кажете ни. Да почнеме со 5. Почнуваме со 5. Знаеш што? Да. 10. 10. 10. 12. 12. 15. 15. 17. 17. 18. 18. 20. 20. 22. 22. Едно повеќе. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. Едно повеќе 29. 30. 30.
30 рекоа? Да. 31. 31. 32. 32. 33. 33. 34. 34. 35. 35. Нека одговараат. Да одговараат. Михил и Марио, повторно е се во ваши раце. Доколку успеете да го освоите овој поен, пеналите ќе бидат одлучувачки фактор во денешното издание на листа за 300. Но прво да ги наброиме оние 35 побарувани најдобри кошаркарски репрезентации според листата на ФИБА. Бараме, извини, 80, имаме 35 празни полиња, што значи 35 од тие 80 ни требаат. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Франција. Франција. Мисли. Франција четврта на листата на ФИБА, прв точен одговор. Германија. Германија. Рангирани на третата позиција, втор точен одговор. Италија. Италија. Така е. Шпанија. Шпанија. Шпанија пета на оваа листа, точен одговор. Србија. Србија. Србија на второто место на ранглистата на ФИБА, точен одговор, пети веќе за вас. Грција со Антетокумпо. Грција. Така е, точен одговор. Турција. Турција. И Турција е точен одговор. САД. Соединетите американски држави, Ќе ги заборавив. ќе ги заборавивме, прво рангирани се. Канада. Канада. Канада на шестата позиција, точен одговор. Австралија. Австралија. Така е. Кина. Кина. Точен одговор. Летонија. Летонија. Така е. Литванија. Литванија. Така е, Литванија 13 точен одговор. Доминиканска република. Доминиканска република. Таму игра Карл Ентони Таунс. Ајде да видиме сега. Доминиканска република, точен одговор. Бразил. Бразил. Така е. Филипини. Таму има исто американци. Кларксон. Филипини. Филипини. 16 точен одговор. Украина. Украина. Така е. Полска. Полска. Така е, точен одговор. Хрватска имаме кажано? Хрватска не. Па дали да каже? Не, Словенија. Словенија. Лука Дончич. Словенија, точен одговор. Кажи. Финска. Не знам. Естонија сигурно. Ајде, Естонија. Естонија. Така е. Финска. Добро се покажа на европското. И еве тука на ранглистата. Така е. Ти не ги Порто Рико. Порто Рико. Порто Рико, 15 на листата и точен одговор. Египет. Египет.
Не. На 38-то место се наоѓа Египет и 23-ти точен одговор за вас. Чекай, гора се Мексико. На кој играч од Мексико? Син тај од играч кажи Аргентина. Значи он кажи Аргентина. Со Хрватска, Богдан. Хрватска. Хрватска. Хрватска имаше голем пад, ама на 32-то место, да, точен одговор. Ајде, кажи ме, чекай, дай. Таму до Украина, кој се, до Турција. Романија, може ли да Унгарија? Унгарија, да. Унгарија, може ли да има Турција? Унгарија. Унгарија. На 44-то или 5-то место се наоѓа Унгарија. Кој играчи ги има? Не га во оваа ситуација. Треба да и Бугарија. Саша Везенков, MVP на Евролига. Бугарија. Босна, Джана Муса. Бугарија се наоѓа, ако добро гледам тука, на 46-та позиција на FIBA ранглистата. 26-ти точен одговор за вас. Босна и Херцеговина. Босна и Херцеговина. Црна Гора има клуб. И босанците имаат пат од неколку места, но на 41-та позиција се Босна на наоѓа. 41-а има Джана Муса играч. Да отима Црна Гора сигурно. Како шанс сигурно. Не, чекай. Дај некој посебен Јапонија. Јапонија. Кажи Јапонија, за Бугарија, на Јапонија не. Би требало да е Јапонија. Јапонија и тоа меѓу првите 25 рангирана. Другите, големите там не знам. Точен одговор? Ај со Црна Гора да пробам. Ајде, Црна Гора. Црна Гора се наоѓа на 16-та позиција на FIBA ранглистата. Македонија треба да е 80 најдобри. Не знам. Што да Литванија Уште 6 имам. Ајде, Јужен Судан. Јужен Судан. Јужен Судан исто така Добро меѓу изигра. првите 25 репрезентации котираат на FIBA ранглистата и 30-ти точен одговор. Уште 5. Холандија. Холандија. Лоши. Белгија. Тука околу 500 место котира некаде Холандија. 31-ти точен одговор. Белгија. Белгија. Абе, чекај. Литонија, Естонија, Литванија, кажи. Грузија. Така е, точен одговор и Белгија. Грузија. Грузија. Имат во Европа доста играчи. Евролига. Така и Грузија е точен одговор. Абе, како не? Треба да пропуша некој, ајде брзо. Австрија. Австрија, да. Абе, кој е? Како Австрија? Кој треба брат Австрија? Кажи и да братове победува. Чешка. Да. Чешка. 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 Чешка република. Сега да, и точен одговор. Предпоследен, кој ќе биде последниот? Велика Англија. Ама велика не. Не бе, чекај се, Обединето кралство не е. Шведска. Јапонски. Не, јапонски. Што велика? Алжир, Мароко. Ќе му верувам, ајде. Ќе му веруваш? Обединето кралство. Велика. Или Велика Британија. Грейт Британ се... Велика Британија? Ке се отепав за малце. Во фудбал се како Англија. Тоа сигурно е, са во кошарка. Сега да видиме дали си како Велика Британија или како Англија. Че, само момент. Не бе, Грейт Британ се мислам. Велика Британија. На 48-то место на FIBA ранглистата, што значи 35-ти точен одговор за вас. Честит ги Михел и Марио и добре дојдовте на пенали.
А иначе срам да вие што не ја кажате Македонија, се наоѓаме на 58-то место. Ја мислев ја чувате за финиш као последно да кажете, ама ништо. Последниве години нешто, ај ке речеме дека среќата не сака. Нека биде така. Останати репрезентации Николчи Даниел. Успеа да ги набројат оние 35 репрезентации, може би уште малци времето ќе ги згазеше и остана буквално уште една минута за да ги кажат. Како и да е, ништо не е готово. Сконцентрирано сега на пенали, бидете само внимателни, знаете дека се слушаат разговорите, да не им откриете некој. Да видиме што ќе биде прво зададен, ај, нато, може ќе треба да пееме, па ќе биде весело. Останати репрезентации кои не ги кажавме, се наоѓаат на ФИБА ранглистата, се Бразил, Грција, Порто Рико, не знам дали кажавме, не е ни важно, Нов Зеланд, Мексико, Иран, Либан, брегот на слоновата коска, потоа Ангола, Јордан, Тунис, Израел, Зеленортски острови, Шведска, Исланд, Бахами, Јужна Кореја, Колумбија, Португалија, Македонија, како што кажав на 58-то место, па ги имаме Австрија, Куба, Девствени острови, Сирија, Конго, Коста Рика, Гвинеја, Косово, Норвешка, Индонезија и Никарагва. А сега, драги гледачи, како што реков, време е за пеналите. Пеналите ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружат тука на главната сцена, не знам што ме е денеска, и ќе имаат шанса да освојат и парична награда. Затоа да не должам повеќе. Темата за денешните пенали гласи: држави членки на ОПЕК и ОПЕК плюс. Извор, сајтот на ОПЕК. Ги бараме државите моментални членки на ОПЕК, како и државите кои се придружни и познати како ОПЕК плюс. За да не ве збуни, станува збор за државите најголеми производители на нафта. Да го поедноставиме сето тоа. Станува збор за околу 20 на држави на листата на ОПЕК и на ОПЕК плюс. Дали не е јасна темата, Михаил и Марио? Николчи Даниел, дали не е јасна темата? Со малце логичко размислување мислам дека може буквално сите да се погодат. Но ајде да не се правам, јас многу паметен, најчесто кога ќе кажам вака, јас ја промачам работата. Знаете, драги гледачи, дека на пенали кабините се во текот на целата игра вклучени, што значи надпреварувачите може да се чујат едни со други, па ќе треба да бидат повнимателни и исто така одговараме на брзина едните па другите напоредно. Немаме многу време за размислување, времето е на отприлика сведено на десетина секунди. Први започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи, односно Николчи Даниел. Кога ќе бидете подготвени, повелете. Може. Саудиска Арабија. Саудиска Арабија. Саудиска Арабија се наоѓа на листата на ОПЕК, е прв точен одговор. Обединети Арапски Емирати. Обединети Арапски Емирати. И ова е точен одговор. Само нафта, рековме така? Да. Шо? Русија. Русија. Така е, Русија е членка на ОПЕК плюс и е точен одговор. Катар. Катар. За жал, Катар ќе беше точен одговор до пред некое време. Таа е едно од државите кои што го напуштија ОПЕК. И многу ми е жал, не е точен одговор. Заедно со Ангола, Еквадор и Индонезија, Катар повеќе не се членки на ОПЕК и ми е многу жал, Михаил и Марио не може да биде признат како точен истиот. Убаво се дружевме и многу ми е криво што сега вака мора да се разделиме. Но знаете дека секогаш вратите на листа за 300 се отворени, па верувам дека во блиски дни, односно наредната сезона, сега веќе од септември повторно, октомври повторно ќе се дружиме. Чести задоволство и ве чекам следната сезона повторно да ми ги земете парите. А Николчи Даниел, честитки за победата денеска, добро одиграно, дали ви текна уште некој, која ќе игравте следната, колку Катар беше точен одговор? Иран. Иран ќе беше исто така точен одговор, што само ја потврдува. САД дали се? САД не се членки на ОПЕК.
Независно си делуваат, они се зимаат од ОПЕК кога нивки им текне, нели? Си прават дрека, да, там, така, тоа е тоа. Николче Даниел, сега ќе ве повикам тука на главната сцена да ве соочиме со денешната тема од нашата листа и да видиме колку пари ќе освоите. Но пред да го направам истото, да ги прочитам оние држави членки на ОПЕК и на ОПЕК плюс 23 се наброени, не се многу, тука ги имаме Алжир, Венецуела, Габон, Екваторијална Гвинеја, Ирак, Иран, Конго, Кувајт, Либија, Нигерија, Обединети арапски емирати, Саудиска Арабија, тоа се членките на ОПЕК, а Азербејџан, Бахрейн, Брунеј, Бразил, Казахстан, Малезија, Мексико, Оман, Русија, Судан и Јужен Судан се државите членки на ОПЕК плюс. А сега, време Николче и Даниел да ми се придружат тука на главната сцена и да видиме колку, дали и колку пари ќе ми земат. Останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Николче и Даниел ми се придружат тука на главната сцена. Темата ни е подготвена, но знаете како оди целата процедура. Мора прво да се подсетиме како стојат работите со нашата листа. Таа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори ако сакаме да освоиме максималната сума. По меѓувреме, за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 100, за 950, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од тука со 300 евра. Има многу интересна тема. Да слушниме. Ке слушаме, мислам дека можеме убава паричка да земеме, но ќе видим, ај да не прогнозирам, да не типувам пред време. Подготвени сме? Да. Апсолутно. Слушајте вие, добро, драги гледачи, темата на која што денеска го тестираме нашето знаење гласи: најдолги реки на светот. Бараме имиња на поединечни реки подолги од 1000 километри од целиот свет. Ако некои кои се познати како пар, ќе треба да ги кажете поединечно. Се разбира, ако некоја од нив има над 1000 километри. Одма ќе кажам Вардар, не. Тама ќе почуваме со Вардар, не. Со најќи. Вика, мај да не се зезнете. Црна река. Можеме или? Може. Как ќе бидете подготвени слободно? Нил. Нил, најголемата река на светот, најдолгата и преточен одговор. Амазон направо. Тоа? Амазон. Би Амазон, втора на оваа листа, втората најголема река на светот и втор, баш точен одговор. Друга знаеш? Над 1000 километри, така? Да. Гледате како кажи би имиња, нема. Верувате, големи што сме ги учели, нели вака што ги знаеме сите се на дилја. Што наше пример? Што? Само дума. Волга, мислам, има една во Русија Волга. Има. А? Има. Ама... Ја мислам најголемата. Чим кола има, да. Така имаше Волга кола, ако не се лажа? Да, така и кола има. Има и реката. Кажи ја кажеш. Волга. Волга. Треба да е голема. Русија Голема е Волга, огромна. Да, ма нема со- точно колку километри. Нема ориентација со километрите, ни значи знаеме голема. Русија е доволно голема. Честитки за првите 50 евра, затоа сам да ви кажам, да не ве бунат бројките. Гледате од за оние најголеми реки што сме ги слушале, што ги знаеме, ни за вака сите тие се поголеми од 1000 километри. Е сега сум сигурен. Имаме и кањони со реки, ама тие како се водат. Не се водат како реки. Јас мислам што. Да се пробаме уште некој? Кој каже? Ако сте сигурни, видете три прво дали ќе да има да, три. да, за да не На Сава и Дуна, што се? Низ Унгарија, кој река ти? Сава, чекай, Сава и Дуна, ќе се добро овде. Една се споја со река. Како една ќе кажем? Низ цел свет? Така. да, од целиот свет. Тако че не мозокот се момент. Чекай да имаме се неколку секунди да размислиме. Ајде. Сава. Со Сава бидете внимателни малце сега. Да. Да префат. Да. Добро да изгреши. Ќе земам, кажи, подобро да. Што се вика патот, да се изведе, да не биде джабе, така е, пак ја бараме до следното издание на листа за Малце сме закочени во моментот и Те ме разбира многу, се мене надевам дека ќе денеска- сгрешиме, да. Те така, и мене мозокот денеска не ми работи баш најдобро, као што можете и самите да видите на неколку пати се збунивте, трокирам. Да. Таков е денот едноставно. Најверојатно. Па затоа да искористиме шансата да си ги земеме парите тие што можеме и да си бегаме. А јас ќе искористам шансата да финиширам денеска исто така, па ќе бараме се подобро да биде во наредното издание на листа за 300.
А најдолги реки на светот првите 3 се Нил, Амазон и Јангце, а потоа ги имаме Брама, Путра, Висла, Волга, потоа Днепар, Днестар, Дунав, Енисеј, Еуфрат, Инд, Конго, Лена, Меконг, Мисисипи, Нигер, Рајна, Тигар, Урал, Уругвај, Хуанхо или Жолта река и така натаму. Немаш. Неколку да ви се Ги има сетите, иначе сега повеќе од 80 во светот реки има кои што се подолги од побаруваната километража. Како и да е, Николче и Даниел, честитки, со здравје да си ги трошите парите. Се гледаме во следното издание на Листа за 300. А и вие, драги гледачи, имајте прекрасен остаток од денот и секако се гледаме во следното издание на Листа за 300. А до тогаш не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!